Почитувани министер за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, началник на секторот за сообраќај господин Дејан Трајковски, почитувани представници од медиумите, почитувани присутни. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи се неделива при планирањето и реализацијата на бројни активности. Припадниците на Министерството за внатрешни работи заедно со представници на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата превентивно действува во сообраќајот. Реализираат сообраќајно едукативни предавања и работилници. Заеднички настапуваат во медиумите, заеднички изработуваат и дистрибуираат рекламен материјал со едукативно, превентивна содржина и активно действуваат кај сите категории учесници во сообраќајот, од сите возрасти. А со цел подигање на нивната свест за унапредување на сообраќајната култура и безбедноста во сообраќајот, односно за намалување на бројот на сообраќајни незгоди и бројот на повредени и загинати лица во сообраќајните незгоди. Соработката помеѓу Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи е наша заедничка цел и наша законска обврска. Искуството од минатите години покажа дека Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи се пример за позитивна и успешна меѓуинституционална соработка и поддршка која ќе продолжи и понатаму. Ваквите активности, надополнети со засилени контроли од страна на сообраќајната полиција, придонесоа за намалување на бројот на сообраќајни незгоди во 2021 година, која беше најбезбедна година во сообраќајот во последните 15 години. Ваквиот пристап е позитивен пример кој треба да се одржува и надоградува и во наредниот период. Континуирано унапредување на работата на сообраќајната полиција и подобрувањето на незините капацитети е од исклучителна важност за подобрување на безбедноста на патниот сообраќај. Примената на современата техничка опрема во процесот на унапредување и контрола на сообраќајот на патиштата значително ќе зголеми ефикасноста на работата на сообраќајната полиција и ќе го зголеми обемот и квалитетот на извршените контроли и проверки од страна на сообраќајната полиција. Согласно тоа и согласно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата дел од своите средства ги наменува за модернизација на опремата на сообраќајната полиција. Во таа насока денес презентираме и предаваме во трајна сопственост опрема 10 возила Dacia Sandero, кои ги набави Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, а за кои Министерството за внатрешни работи ценеше дека ќе бидат потребни за унапредување на контролата на патниот сообраќај, а со тоа и подобрување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Соработката помеѓу Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи ќе продолжи и во наредниот период. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на министерот за внатрешни работи господин Оливер Спасовски и останатите соработници од Министерството за внатрешни работи и да искажам уверување дека со ваква соработка и поддршка заеднички ќе успееме
да ја издигнеме безбедноста на сообраќајот на патиштата на ниво на земјите членки на Европската Унија, што всушност представува наша заедничка цел и врвен приоритет. Ви благодарам.